Пребирањата во исламската верска заедница што се случија во изминатите денови беа причина да се организира собир на џамиските одбори од источниот регион на државата, за да покажат дека тие му ја даваат поддршката на новоизбраниот поглавар. Се собраа во Кадин Ана џамијата во Штип за на пресконференција да ги образложат своите ставови. На собирот присуствуваа џамиските одбори од Штип, Берово, Делчево, Виница, Радовиш, Струмица, Банско и селото Пиперево, при што беше речено дека тие му даваат поддршка на новиот поглавар на ИВЗ, муфтијата Ибрахим Шабани. Представници од Кочанскиот џамиски одбор немаше, а присутните на собирот рекоа дека оттаму не стигнала поддршка. На пресконференцијата ги повикаа и останатите џамиски одбори од Источна Македонија на мирен и достоинствен начин јавно да ја искажат довербата на новото раководство, со што истовремено ќе се ослободат од притисокот и диктатурата на стариот поглавар Сулеман Реџепи. Се надеваме дека новото раководство ќе ја извади ИВЗ од криза, во која се подлабоко и подлабоко тонеше ова институција во изминатиот период. Исто така ги повикувам сите муфтии да го чујат гласот на своите џамиски одбори низ Македонија и во таа насока да настапуваат како нивни представници во ријасетот. На пресконференцијата представниците на неколку џамиски одбори истакнаа дека не се согласуваат и со одлуката на муфтијата на Штипското муфтивство да гласа за Реџепи. Тој оваа одлука ја донел на своја рака без претходно да се консултира со џамиските одбори. У секој град има по 20 луѓе што работат за него на црно. Пред месец дена им дадел на некој си 7 каса прими за да оде во Германија пари да му собере. Ние го истражиме, тоа го дознајаме, го пријавивме у полиција и му пријавивме и кај него. Од кабинетот на досегашниот поглавар на исламската верска заедница рекоа дека се уште немаат одговор за случувањата во источниот дел на државата, бидејќи како што беше посочено, тие биле заробени од припадници на Скопското муфтиство, кои насилно влегле во просториите на ИВЗ.